навикнали да станува се бајле прво што ќе направиш уште очи и заби не си изминува, мора да испаднеш. Веќе те чекаат кучињата наредени пред вратата да ги изнесеш надвор да идат у веце, поради тоа што кучиња се, да, ама знаат они ме почувуваат мене, знаат дека не треба да идат дома во веце, чекаат додека се наспијам, па стануваш првен, ги изнесеш. Тоа е рутина, се навикнеш као се навикнеш на тој начин на живот. Ако престанам сега дома земам едно куче и ми ги нема другите, мене ми фали тоа, нема да се навикнам. Чекай, ќе држам ја, нема живе, ужи пушти. Денеска ја откача на будната коска. Кучињето што ги взимам од улица, само што ќе го видиш на лице, го гледаш по време, моментот не размислуваш дали ќе го вдомиш, дали што ќе правиш со него, го взимаш и му продолжиш тоа што му е потребно. Пред скоро 2 години решивме дека не можеме пред тоа што кучињето ги чувавме по дома и во пансиони. Но бројката секој ден стануваше се поголема и поголема, па решивме дека треба да имаме сопствено место каде што би кучињата би биле згрижени и би добивале нега и сето тоа што им треба. А одливот на пари да не ни биде премногу голем. Па се решивме да изнамиме плац под кирија. Тоа го направивме сами со донации од луѓе кои ни веруваат и ни помагаат, немавме никаква поддршка од општината или од некои власти. Почнавме со, да речем, 30-40 кучиња во плацот кој стана азил. Тоа е импровизиран азил кој го градиме сами од ден на ден. И има импровизирани услови кои сами ги стекнавме за да згрижиме што поголем број на кучиња. Но бројот е веќе толку голем што ние не смееме да помислиме да однесеме куче таму. Ајде бе, ајде. Моментално дома имам згрижено 25 кучиња од улица. Кучиња да се одврзани? Не, оди со ован, оди со ован. Количеството на кучиња на улица се секој ден повеќе и повеќе, но повеќе и повеќе тие кучиња не паѓаат од небото. Тука број 1 ќе ги земам неодговорните собственици кои дозволуваат неконтролирано размножување на милинците, а подоцна потомците завршуваат на улица. Можам да земам последно време, актуелно е по Facebook дека кучиња се дислоцираат од едни во други градови, па така да некои градови си го решаваат проблемот со тоа што кучињата ги оставаат во други градови. Немам да напоменам кои градови се тоа, поради тоа што имаме доволно институции во државава кои треба да го испитаат целото тоа и каде оди одливот на пари од општината за третирање на улични кучиња, дали некој си игра со општината кои се одржаваат. За едно улично куче за да нападне, тоа треба на улица да доживее хорор и напаѓањето му биде негов одбранен механизам за тоа да се го заштити сопствениот живот. Едно куче, ќе земам општ пример, едно куче пред града ако добива храна или љубов од станарите, истото тоа куче ќе штити таа зграда и ќе биде супер со сите станари од истата таа зграда. Ако станарите го пуцаат, го коцаат и го мамаат со камења тоа куче, како и секој живо суштество, кој самите ние треба да тргнеме од нас, имаме одбранен механизам за да се го штитиме сопствениот живот. Истото тоа го прават и личните кучиња кога напаѓаат. Никое куче кое е растело во здрава животна средина, кое не било малтретирано и било третирано како што треба да биде третирано, никој нема да нападне. Борбата за правда на бездомните животни, односно, ќе го речам тоа собирањето кучиња од улица, можеме да го кажам како буре без дно. Поради тоа што колку јас кучиња соберам и спасам од улица, колку кучиња да им најдам дом, на улица има се повеќе и повеќе кучиња и ти изморува оноа што работиш нешто, а не го гледаш ефектот дека во Велес, себе општо ќе го земам Велес за пример, дека во Велес бројката на кучиња се намалува, после значи ние како здружение имаме вдомено над 1000 кучиња, кои тука во Македонија, кои надвор од Македонија, за кои кучиња можеме ден денеска да кажеме кај отишле, како живеат, ден денеска можеме да дадеме апдейт за било кое куче што сме го вдомиле, поради тоа што не е само да го собереш од улица да го дадеш на било кого, поради тоа што и од улица може да го собере било кој да го малтретира, работа ако го собереш од улица, најдеш дом како што заслужува и собственици кои подоцна ќе бидат одговорни собственици нема да дозволат да дојде до растање на бројот на лични кучиња. Ако почнеме со чипирање и масовна стерилизација и масовна контрола на размножување на кучињата, ние ќе имаме супер општество за живење. Нема ни да имаме бездомни кучиња, нема да гледаме кучиња по лице што става.